председателе, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. На дневен ред е извештајот за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2021 година. 2021 година одамна заврши, а ние прв пат го разгледуваме денес во 2023 година, но во секој случај заслужува внимание. Морам да потенцирам дека ваквите извештаи секогаш треба со внимание да се разгледуваат, да ја согледаме вистинската состојба во Република Македонија, конкретно колку таа корупција била застапена во 2021, какви се мерки биле превземени и колку оваа комисија одиграла улога во позитивна насока во правец на тоа што значи спречување на корупцијата. Во извештајот што го подготвува Европската комисија, работата на ДКСК ја оценила позитивно, што се потрудила преку објаснување по разни предмети, што таа постапувала и ние како пратеници да согледаме, а и јавноста да се запознае каква е моменталната состојба во Република Македонија со корупцијата и што на тоа поле се прави, односно се превзема од оваа комисија, но и од институциите на државата кои што се надлежни да постапуваат по едни вакви предмети. Факт е дека корупцијата е општествено зло во Република Македонија. И меѓународните институции го потврдуваат тоа, исто така и Европската комисија го наведува тоа во извештајот за напредокот на Република Македонија. Корупцијата е поттикнувач на криминалот, неспроведување на законите од страна на државните институции, државни функционери кои што прават пропусти во своето работење од некој личен интерес или интерес за друго лице. Сето ова го оневозможува напредокот на државата. Македонските граѓани се само жртви на сите овие штетни политики. Разгледувањето на овој извештај многу ме потсетува на извештајот на Народниот правобранител, затоа што и таму и овде можеме да констатираме дека многу се работи, но резултатите не се онакви какви што очекувавме да бидат, затоа што надлежните органи кои се должни не соработуваат на потребното ниво со комисијата како што е наведено и во самиот извештај. Најголемиот проблем е нефункционалниот судски систем. Намерно се одложуваат судењата со цел застарување на делата. Најголема загриженост на граѓаните е корупцијата која доминира во сите области. Поради отсуство на судска независност и нефункционалност на правосудниот систем, имаме екстремно ниска недоверба од само 4%, и ако го погледнеме тоа низ бројки, вкупно се поднесени 720 пријави, од кои 84 по сопствена иницијатива и 740 прекршочни постапки за ненавремено поднесени изјави за имотна состојба. Најголемиот дел од нив се однесуваат на носителите на функции во извршната власт, потоа на носителите на функции во правосудството. На секој граѓанин во Република Македонија му е јасно дека постои злоупотреба на службената положба. Пријавите најчесто се однесуваат на корупција, 599 предмети и спречување на судир на интереси 106 предмети. Зголемен број на предмети и пријави од граѓаните, но треба политичка волја да ги решат. Министерствата да постапат по препораките на ДКСК и да ги надминат системските слабости. Поднесени се 7 иницијативи до јавното обвинителство и постапување во тек се 7. Значи, најголемиот проблем е тоа што основното јавно обвинителство, наместо да превземе чекори во решавање на проблемите, делува пасивно, односно не реагира. Јавното мислење на граѓаните е ниска недоверба во институциите, во обвинителството само 7%, во судството 6%, а дури 69% воопшто не и веруваат на оваа влада. Да се потсетиме на бројните скандали, например во здравството. Скандалозниот тендер за стерилизација, наместен тендер, за кој се знаеше унапред кои фирми ќе го добијат. Скандалозен тендер за набавка на 8 мамографи по цена од 85 милиони денари.
Бројни скандали со Ден Дончев, кој заедно со Венко Филипче ги наполнаа джеповите од парите на граѓаните. Кој го штити осомничениот Ден Дончев, не знаеме. Зошто јавното обвинителство молчи? Со уништување на инсулинот со валиден рок на траење, нанесоа милионски штети на буџетот. Скандалозна набавка на респиратори од Бразил, од 4 понуди ја фаворизираат најскапата и најнебезбедностата. Матни милионски тендери за ненабавени вакцини, а јавноста ја лажеа дека само што не стигнале. Провизии од кинеските вакцини на обвинителството молчеше. Пожарот во Тетовската модуларна болница, одговорност нема, кабелот е крив. Сведоци сме на уште бројни скандали и афери во здравството, на милионските суми украдени од народот. И да ве подсетам на вашите лажни ветувања за бесплатните здравствени услуги. За зголемување, покачување на платите на лекарите и на останатиот здравствен персонал, инфраструктурните проекти во здравството и така натаму. Ветувавте живот за сите, но фактите говорат сосема друго. Економска, должничка, енергетска криза, сиромаштија, невработеност. Значи, следува дека на Македонија е потребна нова власт која ќе работи во интерес на граѓаните. Ветувавте општество во кое ќе нема корупција, судска независност, непристрасност, за сега Македонија да биде високо рангирана на листата како најкорумпирана држава во Европа. Корупцијата е распространета во сите институции, при јавните набавки, вработување во јавниот сектор, политичкиот систем, правосудството, во органите за спроведување на законот, изразена контрола на судството од страна на извршната власт, кои се таму не поради подобрување на развојот и општата состојба на Македонија, туку поради лични, краткорочни, лукративни интереси. Со право граѓаните создадоа една перцепција дека нема правда, се казнуваат само немокните. Како што се наведува во годишниот извештај, може да се заклучи дека ризик фактори кои придонесуваат корупцијата да продолжи да владее во сите сектори се поради силното политичко влијание, недоволна транспарентност при јавни набавки, скапи тендери, партиски пазарења, при вработувања, конзистентни проблеми на несанкционирање на коруптивното однесување. Во однос на активностите предвидени со Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси покажува низок степен на реализација, односно помалку од 20% од страна на надлежните институции, меѓу кои како најтаргетирани области се секако политичкиот систем, понатаму здравството, образование, економија, земјоделство, социјала и труд и така натаму. Исто така сметам дека најголем број на замерки и активности се во насока на донесување на законските измени. Треба да видиме што е заглавено во процедура и на каков начин може да се действува. Овој извештај е основа за понатамошно делување на релевантните институции, обвинителството, судовите и сите други надлежни институции. Исто така ќе напоменам дека инспекторските служби слабо си извршуваат својата работа поради влијание на претпоставениот. Нити пак јавното обвинителство донесе некоја одлука по доставените пријави од комисијата. Факт е дека во нашата држава има големо политичко влијание во судството, многу започнати, а не решени случаи, намерно пролонгирање на роковите при судските постапки и многу нерегуларности. И токму поради тоа, младите ја напуштаат државата. Сметаат дека токму корупцијата е главниот мотив за нивното иселување. Мора да се спречи криминалот, корупцијата, неправдата, да дојдат способни, професионални и пред се честни луѓе на вистинските места. И на крај би истакнала дека напредокот треба да биде базиран на знаење и на интелектуални капацитети во сите институции. Време е да создадеме функционален систем за граѓаните, а не систем само на неколку политички мокници.
Би сакала ние пратениците да инициираме да се зголемат ингеренциите на комисијата.